Нема спектакуларни надпревари викендов, ама има надпревари кои што се од огромна важност за екипите. Нешто као да се биде или не. Да видиме што не смееме да пропуштиме овој викенд. Јас сум Јовица Симоновски, TJ, ова е YouTube шоуто Overtime with TJ на YouTube каналот BMG Sports. Мало подсетување, ако не сте го погледнале Whisper Challenge со баскијецот, погледнете го. Ќе уживате, ви гарантирам. Пише многу интересно и смешно. Имам 4 надпревари кои што за мене се најпривлечни овој викенд. Да почнеме со серија А. Значи 2 дербија и битки за пласма во Лига на шампиони. Прв меч Милан Лацио. Лацио второ, Милан шести на табела. Но разликата е само 6 бода. Сега, ако тепа Лацио, тие веќе може да слават пласма во Лига на шампиони. А во тој случај Милан тешко за Милан. Од друга страна, ако тепа Милан ќе биде топ за нив. Ама тоа не значи дека Лацио ќе ги изгуби шансите. Пак ќе бидат пред Милан на табелата. Значи, мечот е од многу поголема важност за Милан, кој што има само една победа во последните 5 надпревари во серија. Киксот во средата со Кремонезе, со предпоследниот Кремонезе, може да биде пресуден ако не обезбедат пласма во топ 4 сезонава. И имаат уште еден проблем. Дополнителен проблем за Милан е што ќе играат полуфинале против Интер во Лигата на шампионите следнава недела. Па треба и на тој надпревар да мислат. Сега, на првиот надпревар сезонава Лацио тепаше 4-0. Ама сега ќе биде многу поразлично. Очекувам голови на двете страни, ама мислам дека Милан ќе тепа 2-1. Вториот полуфиналист од серија А во Лигата на шампионите Интер гостува кај Рома викендов. За разлика од Милан, Интер тепаше со неверојатни 6-0 на гостувањето кај Верона во текот на неделава. Сега Интер има 4 победи во низа со само 1 примен гол. Рома пак киксна со Монца неделава. Интер е четврти, Рома е седма, ама разликата помеѓу двете екипи е само 2 бода на табелата. Ба мечот е од голема важност за двете екипи. Тука веќе двете екипи ги очекува европски настап следнава недела. Интер нели со Милан во Лига на шампиони, а Рома е домаќин на Леверкузен во полуфиналето од Лигата на Европа. И двете екипи инаку се надеваат дека ќе освојат европски трофи и така ќе обезбедат пласма во Лига на шампиони следна сезона. Ако киксираат во серија А, нели? Ќе биде тежок надпревар, ама очекувам победа на Интер. И не е ова навивачки. Стварно мислам ќе тепа Интер. Тепа Интер со 1-0. Не заборавајте да притиснете subscribe и кликнат звончето, со што ќе не мотивирате да бидеме уште посилни и со многу повеќе видеа. Доста е со Италија, од Италија одиме во Франција. Не е некој дерби, ама е битка за второ место на табела и директен пласман во Лига на шампиони следна сезона. Ленс, Марсеј. Добро, двете екипи си уште имаат шанса за титула во Лига 1, ама да не се лажеме, Пари Сен-Жермен нема да го дозволи тоа. Еден бод предност за Марсеј разликата на табелата помеѓу двете екипи. Иако сите очекуваа Марсеј да биде во топ 3, Ленс е изненадување. Уствари, Ленс е можеби најголемото изненадување во топ 5 лигите во Европа оваа сезон. Дечки, ќе биде жешко на Стад Болер Белели стадионот во Ленс, каде што најувачите секогаш прават пеколна атмосфера. Сабота, вечерен термин, нема многу интересни надпревари дента во тоа време. Така да, следете го мечот. Мислам дека Ленс е поблиску да победа, но ќе биде тежок надпревар. Ако треба да кажам, точен резултат би рекол 1-0, ама само поради домашниот терен, поради ништо друго. Одиме во недела, во Англија. Нема ништо спектакуларно викендот во Премиер лигата, освен надпреварот Ньюкасл Арсенал. Не ми се верува како можеше Арсенал да прокоцка таква предност. Онака ми звучи неверојатно некако. По серијата без победа сега имаат бод помалку од Сити и меч повеќе од Сити. Што значи тоа? Тоа значи дека немаат шанси. Усвари имаат, ама треба да чекаат Сити да направи 2 кикса. Тешко. Барем Арсенал е сигурен на второто место на табелата. Ньюкасл треба моце да поработи за да обезбеди пласма во Лига на шампиони. Мада бегаат 6 бода од Ливерпул. Значи им треба уште многу малку. Уште еден чекор да го комплетираат изненадувањето во Англија. Чекате голови. Двете екипи во последно време играат многу ефикасни надпревари. Паѓаат по 3, 4, 5, 6 голови по надпревар. Па и повеќе. Така да и тука ќе биде јако. И мислам дека тука Арсенал ќе ги загуби шансите за титулата. Мислам дека ќе биде 1-1, можеби 2-2. Дечки, тоа е за овој викенд. Ништо посебно, ама доста интересно. Се гледаме за многу брзо време со полуфиналињата во Лигата на шампиони. Ајде, чао!